Od svi te laske što me gi kaža ti, samo otkriv ti si hipokrit. Bez tebe ja je preživela, te bi da poseknam, a ti ovdje si. A ja je najdanu. Земјата сака мотика, а не молитва. Природолюбци, мотиколюбци и земјолюбци, добре дојдовте во 8-то издание на Градината на Филип. Полека, но сигурно доаѓа зимата, а аронијата е една од културите што ни овозможува да имаме плодови кои ќе ни понудат појак имунитет и подобра заштита од настинките и гриповите кои демнат. Ќе зборуваме за начинот на одгледување на аронија, но освен што ќе дадеме едукативни информации, ние ќе имаме и наш соговорник кој веќе 10 години успешно одгледува аронија. Тоа е Витомир Долински од селото Јабланица, Струшко, новинар и афористичар кој плете и успешна агроприказна. Потоа ќе зборуваме со Андреја Котески од село Костинци кој прави комбинација од гастрономијата и агрономијата, се наоѓа на релација гостивар Костинци и љубовта кон земјата го влече се посилно, се труди да произведе органска храна, а таа љубов да ја пренесе и на неговите деца. Полека рековме дека заесенува, срделите во Градината на Филип се уште еве како што можете да видите цветаат, меѓутоа ќе разговараме за начинот на одгледување на овој цветен вид, но и за тоа кога е најдобро срделите да се приберат внатре за да се заштитат од сланата и мразевите кои ни доаѓаат. Ќе зготвиме нешто вкусно од кујна со Мама Роуз од нејзината кујна. Ќе слушаме музика од Каролина Гочева од нејзините албуми Македонско девојче 1 и 2, а овој пат Градината на Филип ве носи во Битола на пазарот на производители кој се случи минатиот викенд и да видите што се нудат производителите од овие краеви. Мислам дека тоа би било се како најава за денешната емисија Градината на Филип, но вие бидете и дружете се со нас од 17 до 19 часот, затоа што кој знае што уште може да ми падне на памет, па тоа да го видите и чуете во 8-то издание на Градината на Филип. Градинарски поздрав! Креатори на нашата реалност сме ние самите, а промената е во нас, а не на улицата. Промената е кога ќе си плукнеме в дланки и ќе го сработиме она делче од нашата земја што не ни е сработено и ете со тоа веќе доволно сме направиле промени. Така што не мора да се шетаме со разни слогани и знамиња, туку едноставно треба да ја сакаме и работиме својата земја. Денес многу гости, многу интересни теми, многу информации во 8-то издание на Градината на Филип. А за почеток, главна тема денес ни е аронијата и токму затоа ќе имаме и гостин кој е производител на аронија и ќе зборува токму на таа тема. Ќе научиме нешто повеќе во врска со тоа. Инаку ова што го реков дека креатори на нашата реалност сме ние самите, е цитат од текстот на нашиот пријател Никола Борич од Шумска фарма од Хрватска, кој на вистински начин ја прави таа револуција, работејќи земја. Ако пишете Шумска фарма, ќе видите за што станува збор. А сега, веќе на почетокот, бидејќи се поголем број на слушатели и гледачи ја следат нашата емисија, верувајте, добивам постојано коментари, прашања, мислења, сугестии, што сето тоа нормално ме радува мене и целата екипа на Радио Пела. Еве веќе, само да видам, имавме коментар, Николче, помогни ми да се снајдам. Да.
Еве, Зени Даутин прашува за што поконкретно се зборува во емисијата. Сите оние што првпат денес ќе не следат, оваа емисија е емисија, како што вели нашиот технички уредник Николче, со земјоделски шмек. Емисија чија главна тема е земјоделието, градинарството, производството на цвеќе, производството на овошји, зеленчук, сите оние преработки што се прават од земјоделските производи, но и преработките во смисла негувањето на традиционалните и еколошките методи за производство на храна. Тука секако е и животинскиот свет, сточарството, пчеларството, се она што го опфаќа. Меѓутоа, ги наоѓаме токму тие луѓе и приказни кои сакаат, луѓе кои сакаат да се сплотат со природата, луѓе кои користат органско, традиционално, пермакултурно, еколошко производство и кои развиваат многу креативни бизниси, идеи кои се поврзани со производство на храна, подготовка на храна и секако убава дружба и задоволство и уживање во работата. Тоа се темите, се надевам дека ова е добар одговор за Зени Даути и за сите оние што можеби првпат денес не слушаат и не гледаат. Емисијата Градината на Филип се емитува секоја среда од 17 до 19 часот и тоа на фреквенцијата 96,8 FM на Радио Пела, со лайвстрим на Facebook, на страницата официјална на Градината на Филип, на страницата на Радио Пела, така што имате многу начини да не слушате. Тука се и Балканската радио мрежа која исто така онлайн ја пренесува нашата емисија. И секако сме отворени со вашите коментари и пораки да ни ги напишете на социјалните мрежи. Радио Пела има и свој Facebook профил, потоа страница, група, Instagram профил и тоа се сите тие начини да се дружиме. Благодарам за сите што деновиве ме сретнаа, ми пишаа, кажаа дека не следат. Луѓе, например, си ја сретнав мојата воспитувачка од градинка, која сега ја поздравувам, Лиле Најдоска, која рече дека редовно не слуша и не гледа. Другарка ми Сашка, за која денес, таа ми беше поттик баш денес да слушаме Каролина Гочева во нашата емисија. И за комшијата Саше, кој ми рече дека исто не следи, дека неговите колеги не слушаат, па им се допаднала оваа емисија, бидејќи слушаат интересни совети кои потоа практично можат да ги применат во нивните мали или големи градини и производствени капацитети. Бидејќи за Аронија го имаме соодветниот човек кој ќе зборува денес за тоа, јас само кратко ќе зборувам за Аронијата, а потоа следи разговорот со нашиот Витомир Долински од Јабланица Струшко, многу интересна личност и сестрана, подоцна ќе ви го представам, а сега нешто за Аронијата. Таа е повеќе годишна листопадна овошна култура, потекнува од Северна Америка, а припаѓа на семејството на ружи, розаце. На европските континенти најмногу се одгледува во Русија, Полска, Чешка и Словачка. Заради своите исклучително лековити својства има доста висока цена и е многу барена. Во Македонија можеби пред 10 години многу малку се знаеше за Аронијата и малку се користеше во нашата храна или како додаток во исхраната, меѓутоа сега тоа некако станува се популарна култура. Расте во облик на грмушка, може да достигне висина од 1,5 до 2,5 метри. Листовите се со темна зелена боја и имаат заоблен облик и се задебелени. Тие во есен постануваат црвени и тоа е всушност таа декоративност што ни ја нуди Аронијата покрај секако многу здравите бобинки. Цветовите на Аронијата се со бела до светло розе боја и се собрани во соцветие. Ова растение почнува да цвета во мај, а плодовите почнуваат да зреат во август, што значи сега веќе е екна сезоната на берба на Аронијата. Плодовите се со темно сини
значи се темносини бобици всушност со кружна форма и тие плодовите на аронијата создаваат грозд од 15 до 20 собрани плодови. Во еден плод се наоѓаат 5 до 8 семчиња, инаку станува збор за самооплодна билка. Да кажеме дека одгледувањето на аронија може да се одвива и во региони каде што владее остра континентална клима и всушност во тоа се огледа и незината адаптибилност на различни климатски фактори, различни климатски региони. Во фазата на зимско мирување може да поднесе температури и до минус 30 степени. Многу е отпорна на ниските температури. Инаку нема значи кај незе може да влијае недостатокот на влага, бидејќи тој влијае на квалитетот на плодови, кои доколку нема доволна влага, стануваат се помали и со кисел вкус. Ако се одгледува на подрачје кое е склоно на суши, задолжително мора да се наводнува. Ќе кажеме уште за земјиштето, бидејќи нема големи барања во однос на земјиштето, можно е да се одгледува и на сиромашни, песокливи и влажни типови на почва. Исто така успева и на каменити, на места со каменита почва, каменити подрачја кои имаат мала количина на ораничен слој, односно места како што се познати карпести нели со крш. Аронијата е повеќе годишна, рековме, култура. Ако се одгледува правилно, може да има животен век и до 30 години. Се размножува со изданоци, односно положници. Пред садењето потребно е да се изврши мелиоративно ѓубрење и да се користи најдобро, се разбира, арско ѓубриво. И секако во конвенционалното производство и минерални или пак да се оди на органски ѓубрива. Исхраната на аронијата потребно е значи 80 до 100 кг азот да се внесе, 30 до 60 кг фосфор и 100 до 120 кг калиум. Аронијата најдобро е да се сади на есен. Исто така, садниците треба да имаат добро развиен коренов систем и 3 до 5 изданоци. Бербата и приносот, ќе кажеме дека првата берба на новиот насад се очекува после третата, односно веќе во третата година од кога сме ја насадиле. Треба да кажеме дека аронијата припаѓа на културите со висок содржај на фенол, со висока содржина на фенол и заради тоа е исклучително лековита. Се користи за потешкоти поврзани со високиот крвен притисок и влијае на еластичноста на крвните садови. Исто така, често се преработува, освен свежа, се користи како сок, сируп, джемови и ликери. Ете, тоа би било накратко се за аронијата. Сега малку ќе ја слушнеме Каролина и веќе го имаме првиот наш соговорник, Витомир Долински од Аронија Долински Јабланица Струга.
Прв револуционер со мотика во 8-то издание на Градината на Филип е еден многу интересен лик, затоа што е сестран човек, човек кој долги години е професионален новинар, беше новинар од 1988 до 2008 на македонската радио телевизија, а инаку е поет, писател и афористичар кој и тоа како успешно се снаоѓа во таа област, во она што му е професионален фак, пишаниот збор. Меѓутоа, тој е последниве 10 години успешен одгледувач и производител на Аронија, собственик на семејниот бизнис Аронија Долински. Витомир Долински ги има објавено збирките поезија Небо за нови богови, Вистинијана, за која ја доби наградата Јован Котески, како и книгата Афоризми Крематориум за бесмртни. Настапувал, објавуван и наградуван на бројни фестивали за афоризми во Македонија, но и во Србија, Бугарија, Црнагора и Романија. Застапен е во сите македонски и балкански избори и антологии на афоризмот, објавени во последнава деценија. Етеа, таа е една страна на Витомир Долински, а другата страна вели дека плантажа на Аронија на површина од половина хектар одгледува во родната јабланица Струшко во чиста и еколошка незагадена средина на надморска висина од над 1000 метри. Дел од таа Аронија завршува до купувачите како свежа Аронија, а дел е замрзната, но најголем дел преработена во концентриран екстракт, цеден сок, кој е сосема органски производ, природно преработен, без никакви додатоци. Почитуван Витомир Долински, добро вечер и добре дојдовте во Градината на Филип. Добро вечер, поздрав Филип, до слушателите на Радио Пела и се разбира до тебе. Особено ми е драго, те знам подолго време, те почитувам како еден од најталентираните млади поети во современата македонска поезија и посебна ми е чест така да го дадам својот скромен прилог во твоја убава емисија. Благодарам многу и убаво е што ете веќе две работи не поврзуваат, од една страна пишаниот збор, а од другата страна производството. Веројатно во ова време во кое живееме, за афоризми сигурно повеќе ве инспирира општеството, а од друга страна природата е таа што ви дава мир, но и овие последни 10 години задоволство, екзистенција, здравје. Како започна после толку голем професионален багаж во новинарството, во литературата, како дојде идејата да се занимаваш со производство на Аронија, со одгледување на Аронија, особено што тоа се случува во време кога Аронијата кај нас не беше популарна? Тоа сплет на околности, би рекол, не би навлегувал предлабоко, ти знаеме сите овие случувања во изминативе 3 децении на нашава никогаш недозавршена транзиција. Се разбира, порано не сум ни помислувал дека ете животот ќе ме донесе во земјоделството како производител. Го сакав новинарството, се разбира, студирав новинарство 20 на години, се трудев колку што можам професионално да одговорам на тој убав, благороден животен позив. Меѓутоа, ете, сплет на околности, се случи тоа што се случи со нашето новинарство. За жал, разочаран некаде пред 12 години, ја напуштив македонската радио телевизија, се уште без некој конкретен план што би правил. Се разбира, размислував јабланица, ресурсите што како родно место ги имав тука, на некој начин ме натера. По меѓувреме се појавија многу новитети, би рекол, многу од нив не успеа. Аронијата, за среќа, мислам дека го направив добриот избор.
Тие години се појавуваше на нашиот пазар, на некој начин за разлика од многу други, беше прифатена успешно. Се сеќавам, најмногу совети добивав од, за жал, покојниот Ѓорѓи Поповски од Пехчево. Тој беше, мислам, првиот наш производител на аронија во Македонија. Беше, ми излезе во пресред, беше така, мислам, доста совети од него добив. Пред точно 10 години, есента 2011, ги посадив 6 ниви тука околу родната куќа во Јабланица, 1000 садници, и можам да речем дека го направи вистинскиот избор. Аронијата заради својата лековитост, заради сите својства што ги поседува, на некој начин многу брзо беше прифатена за среќа од нашата средина, од пазарот, и можам да речем дека сум задоволен, се работи за еден семеен бизнис, се разбира, од кој можам да речем слободно дека едно семејство може да обезбеди, ги знаеме условите по држава, какви се во сите сектори. Задоволен сум од така една пристојна екзистенција, би рекол, која може преку аронијата да се обезбеди. Дали кога ја направивте таа промена, пред малку по-детално да влеземе да зборуваме за одгледувањето на аронијата, дали, например, стравувам се дека посветувајќи се на тој бизнис, не ќе можете да го воспоставите балансот, односно сепак она што за кое срцето ве трга, афоризмот, поезијата, дека ќе останат настрана или обесправени? Не, напротив, би рекол, токму бавењето, новинарството на некој начин не оттргна од афористиката, од поезијата. Сепак се работи за една благородна, но тешка професија. Новинарството ти отзема време, енергија. Јас во студентските времења особено бев активен на полето на афористиката и поезијата. За време на новинарската кариера, да речам, на некој начин стагнирав. Дури отпосле со аронијата, како на некој начин да ми се врати љубовта, приврзаноста кон овие благородни книжевни жанрови, какви што се поезијата и афоризмот. Така. На некој начин задоволен сум, среќен што животот ми го направи тој убав спој, бидејќи позната аронијата на некој начин е символ на здравото тело, доста е лековита, здрава. Од друга страна, знаеме и поезијата и афоризмот, дека се на некој начин метафора за здравието на духот. И тој спој мислам дека... Значи аронијата го чува телото, а поезијата и афоризмот духот, мислата, умот. Така. Рековте дека плантажата се наоѓа во Јабланица на површина односно на надморска висина од над 1000 метри. Каква е почвата таму? За каква почва станува збор? Па секако пред да ја засадам, сите анализи што ги направи покажаа дека се работи за многу плодна, многу убава почва. Јабланица, како и многу села во Македонија, претходно испразнета, тоа се работеше за ниви кои 20 на 30 години не беа обработувани. Нормално миграцијата си го имаше направено своето. Анализите на почвата покажаа дека е идеална за овој тип на култури. Кај нас на Јабланица исто така поволна околност е изобилството со вода. Само во атарот, за пример, на Јабланица има околу 100 извори. Значи, водата и почвата се идеални на некој начин за овој тип на производство, што се покажа како успешно. Можам
да речам дека на некој начин беше и убав поттик последниве години и многу други помлади производители се јавија во Јабланица, па и пошироко тука регионот на Дримкол. Можам да речам дека нашата Аронија, имам увид до производството во целава држава, се разбира цела Македонија, на некој начин е поволна за овој тип на производство, но нашава мислам дека е најдобра заради климатските услови, заради изобилството со вода, зашто водата, почвата и сонцето се на некој начин заедно со љубовта, се разбира, на луѓето што ќе се нафатат со неа. Аронијата е многу благородна билка, едноставно успешно вирее. Дали одгледувате некоја посебна сорта на аронија и бидејќи рековте Јабланица е богата со природни извори, меѓутоа наводнувањето, каков систем за наводнување користите? Да, уште од почеток инсталирав систем капка по капка и тоа е неопходно. Има производители кои се обидуваат на друг начин некако тоа наводнување да го вршат. Мислам дека се покаже дека системот капка по капка е најефикасен. Дали е потребно околу видот? Така? Кај нас, мислам, единствено е проширена и најпозната во светот Аронија меланокарпа, црноплодна аронија, и мојата е од истиот тип, набавена е од Полска пред 10 години. Така. Дали баш во информативниот дел читав дека токму во овој дел, да речеме, од светот, баш во Полска и Чешка има така подолга традиција на одгледување на аронијата. Дали е потребна заштита при одгледувањето? Дали вие користите некои средства за нејзина заштита и какви? Дали со органско потекло, дали станува збор за органско производство или пак конвенционално? Да, особено внимавам околу заштитата. За среќа, аронијата е отпорна на овие сите овошни болести кои се карактеристични за другиот тип на овошки. Единствен проблем се јавува околу еден инсект, цветојатка, меѓутоа за среќа не е толку опасен и може да се третира така механички. Се работи за инсект кој го напаѓа цветот на аронијата, некаде околу 1 мај е цветањето. Инаку нема потреба од некои посебни мерки на заштита. Аронијата е многу отпорна. Не случајно ја викаат сибирска боровинка. Успева до некаде минус 43 степени, колку што сум следел по литературата. Инаку низините здрави својства се откриени кон средината на минатиот век, некаде во Средна Америка, во регионите каде што домородното население, зимската исхрана ја темели врз различни чаеви, сирупи, компоти на аронија. Забележано е дека ги нема толку проширените болести, канцери и слично, и медицината, науката се заинтересирала за што станува збор. Утврдиле дека тоа население претежно исхраната доцната есен и зимата ја темели врз аронијата, па вршени се испитувања. Подоцна е покажана лековитата моќ и после случајот во Чернобил откриено е дека луѓето кои консумирале аронија многу полесно се справиле со последиците од Чернобилската катастрофа. Така, на некој начин, аронијата го добива тоа место во медицината и воопшто во секојдневна употреба станува. Така, на некој начин се утврдуваат незините својства.
се работи за бовинкасно растение со голем процент на антиоксиданци и оттаму е главната моќ, особено последниве години со коронавирусот на некој начин особено внимание се обрнува на зајакнувањето на имунитетот, а кај нас од сите овошти, од сите растенија, на некој начин аронијата е можеби најсилниот природен зајакнувач на имунитетот. Кога им соопштив на гледачите и слушателите дека ќе зборуваме за аронијата, имаше многу голем интерес и желба да се дознае и благодарам што еве многу нешта ни кажавте кои се важни и зошто токму аронијата е сега толку барана, бидејќи некогаш можеме да се излажеме и да мислиме дека само нешто туку така станува мода, но и да е мода, користењето на аронија навистина има и зошто да биде така, бидејќи ги има сите овие корисни својства што ги споменавте. Додека ние разговараме, оди видеоматеријал од вашата плантажа на аронија во Јабланица, овде е аронијата во цвет, и фотографии од плантажата и од производите. Да кажеме дека за 5 хектари, односно за половина хектар, 5 декари, вие работите заедно со вашето семејство. Колку членови се вклучени во работата и како се распределени обврските, бидејќи тука имаме и производствен процес односно одгледување, меѓутоа имаме и затворен круг со понуда на готов производ за потрошувачите. Реков, аронијата не бара многу работен ангажман. Можам да речам дека сам, да не бидам себичен, со помош на супругата, доволно е. Најголемиот дел во текот на летото врската е околу функционирањето на системот за наводнување и чистењето на трошкот, косењето на тревата меѓу редови. Јас го користам тој принцип на затревување меѓу редовите. Има други производители кои го заоруваат. Може и така не е проблем. Бербата е најголемиот, да речем, најголемата некоја работна обврска, меѓутоа за среќа тука има локално население, сезонски работнички, вредни. На некој начин тоа е настани за нив. Можам да речем дека е интересна, убава работа. Што се однесува до преработката, немаме собствена сокара за преработка, користам тука локални кои ги има во Струга. Тоа е околу ангажманот. Децата кога можат помагаат, во Скопје се сите три. Доволни сме, мислам, ние тука, јас и супругата, не е проблем. Не бара премногу работна сила. Да ги спомнеме оние производи кои ги правите од набраната аронија и да кажеме како нашите слушатели и гледачи можат да дојдат до тие здрави производи. Најголемиот дел од производството го преработуваме во концентрат сок и на посебна страница на Facebook нарачуваат дека имаме редовни наши корисници од целава земја и плаќаме по карго. Еден дел, можем да речем, околу 10 до 20% се продаваме како свежа или замрзната. Друг тип на засега се уште не сме почнали преработки на компот, чај и слично. Има случаи на Балканов, особено во Хрватска, на база на аронија, на цела сортиман на козметички производи. Значи има и други можности во хемиската индустрија, во прехранбената. Ние засега сме ослонети на овие класични
луѓето најчесто ја бараат како свежа или замрзната, нормално со сочувани сите својства што ги поседува. Делумно така експериментираме со сушена аронија, се уште ја немаме како производ на асортиманот, а што се однесува до сокот, 3 литарски пакувања, по пристапна цена, засега мислам, добро е пласманот. Јас лично сум задоволен. Убаво е да се слушне кога човек, производител е задоволен од она што го работи, но може би овој наш разговор, советите што ги кажавте, може би особено оној дел дека аронијата не бара едноставно наше секојдневно ангажирање, може би ќе поттикнеме луѓе, како што и досега има, но сигурно може би некој друг ќе посака да се занимава со производство на аронија, да кажеме евентуално кои би биле препреките или проблемите за еден почетник кој би одлучил да почне со плантажа на аронија. Дали се слушаме? Она што би го кажале, едноставно љубовта. Акцент би дал на тоа. Човек што ја сака таа работа, многу лесно, едноставно ќе го зарази аронијата. Реков е многу благородна, убава билка. На некој начин како хоби, јас се уште го третирам како хоби, бидејќи на некој начин убавото со корисното се спојува во овој тип на ете така наречен бизнис. Јас се уште викам дека е хоби, за среќа хоби кој реков, не е кој знае каков бизнис од не знам колкав калибар, меѓутоа шо велиме бимбери чатврцан, задоволен сум. Сепак хоби од кое што може на некој начин и да се обезбеди една така пристојна екзистенција. Би поттикнувам младите, особено оние кои сепак имаат и работни навики, кои се растени во такви средини, кои уште како деца на некој начин негуваат љубов кон земјата, кон работата, би ги поттикнал слободно. Едноставно нема што да изгубат. Мислам дека многу ќе добијат. Со вклучување на овој тип производи има и други интересни билки, растенија, едноставно кој пазарот ги има прифатено. Боровинката, култивираната боровинка е исто многу перспективна, доста е барана и по релативно добра цена. Значи, и слично е со другиот тип на овие костенести, овошки, бадеми, лешници, костени, ореви. Има Македонија големи потенцијали во оваа област. Наистина ми е жал, јас ги следиме сите процеси што се случуваат во државата, за жал младите ни бегаат странство во една целосна неизвестност, некаде во Норвешка, во Малта или не знам каде. Навистина им замерам на младите, зашто барем не се обидат овде. Ги знаеме сите слабости, како држава, како општество, ја знаеме неорганизираноста, функционирањето на законите, правната држава, слично. Меѓутоа, сепак нека се обидат овде. Сигурен сум дека ќе им е многу полесно тука да успеат, отколку некаде во некоја туѓа непозната држава. Она што на нашиот разговор провеува и еве лично мене ми се допадна и ме мотивира е оно што вие постојано ја споменувате љубовта, зашто љубовта е клучен фактор во се што работиме да биде тоа успешно, а особено кога работиме со растенијата, кога работиме со земјата. Предпоставувам дека
таа работа со земјата, од друга страна, освен како производител, вас како автор, како уметничка душа, како литерат, ве инспирира и во творештвото? Па се разбира. Македонија е нашата кровина, се разбира дека на секој начин и во секој поглед треба да се потрудиме кој, ако не ние, да ја направиме по-плодна, по-успешна, по-силна. Затоа пак ќе го повторам оној апел до евентуално млади слушатели кои се во некаква дилема. Гледам ова помодарство на тоа некакво за мене безсмислено бегање од државата. Едноставно би ги поттикнал на крајот на краиштата. Најголемиот патриотизам е токму во тоа да се работи, да се обработува својата земја, зашто еве само како еден пример ќе дадам, веројатно многумина прв пат ќе го слушнат. Македонија не случајно е избрана како локација за уште првата голема светска војна, кога воените штабови на големите сили, подготвувајќи се за првата светска војна, нормално знаеле, сите проекции им зборувале дека таа војна ќе трае 3-4 години, дека 5-6 милиони војници ќе бидат лоцирани заради начинот на војување, тогаш нели на фронтално. Неодамна излегува од францускиот генерал штаб воени документи, кај што не случајно е избрана Македонија, тој фронт да биде во Македонија, затоа што било утврдено дека Македонија е единствената држава која во еден толку релативно долг период, 3-4 години, може да прехрани 5-6 милиони луѓе плюс од своето собствено население. Ова го кажувам како пример за уште еднаш да се потетиме дека потенцијалите на државата се навистина големи. Штета е да не се обидеме да ги ставиме во функција на развојот, и Македонија навистина е срамота толку богата држава да бидеме вака сиромашни како што сме. Ова до апористиката, еве, ако немаш против, се надевам дека и слушателите нема да имаат против да слушнат и неколку афоризми. А ова што претходно го кажавте и овој податок ќе биде заокружување на нашиот разговор во врска со аронијата и производството, и мислам дека навистина убава порака упативте. Ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето, и сега за крај навистина ќе не почестите со афоризмите што ќе ги слушнеме. Повелете. Важи, еве 4-5 афоризми би одбрал од мојата книга Афоризми, крематориум за бесмртни. Најзаслужна за родната земја кај нас се уште е ѓубрето. Македонија пак станува рај. Не останаа само Адам во јанче и Ева во тресонче. Корисна е идејата за трето дете. Само 2 тешко ќе не ги вратат долговите. Не плашете се од иднината, не од имената му. И за крај, приказната за лудиот и збунетиот секаде е виц, само кај нас општествено уредување. Благодарам. Нека бидат боцкање, поттик, а и ете, некој ќе ги прифати можеби само како добра шега, но кој како милува, многу убаво заокружување на нашиот заеднички разговор. Се надевам уживавте колку што јас уживав. Ви благодарам многу. Успех во производството, во работата, во творештвото и до ново слушање и видување. Благодарам. Филип, поздрав до тебе и до слушателите на Радио Пела. Се најубаво. Почитувани слушатели и гледачи,
младите да останат тука е пораката која ни ја упати Витомир Долински. Слушаме музика, Каролина Гочева и готвиме за прв пат во нашата емисија со Мама Роуз веднаш по музичката пауза. Кога ќе ја правиме, од неа песна да нарачаме, живот мината замина, само зборот со нас остана. Но љубов летна од дворови, кај друга денес носиш сватови. Одамна ти ме заборави и да ме сретнеш немаш зборови. Јас ти носам тајфа свирачи, стара желба да не ме мачи. Среќа ке ти посакам и ке ти нарачам за две лири, песна да ти прозбори. Ке ти пеам од срце со солзи на лице за две лири, тага нека изгори. Од баба даре дарувано, но за нас не. Од денеска, па во наредните изданија на Градината на Филип, имаме нов начин на представување на рецепти, на поинаков начин ќе влеземе во кујната и тоа ќе готвиме во кујната на Мама Роуз. Тоа е мајка на нашите пријатели Кристијан и Михаил од Фарма Зрзе, која готви, ги снима рецептите кои ги подготвува, а вие ќе можете да уживате и да научите како тие се приготвуваат. Денес телешко во лисното тесто е рецептот, па да погледнеме, да научиме и можеби да го сготвиме некој ден. Јас сум Мама Роз. Здраво, јас сум Мама Роз и денес во мојата емисија ќе ви подготвам пита со телешко месо со многу рузмарин и лукче. Па ајде да почнеме. За оваа пита ни се потребни 1 килограм телешко месо. Бидејќи е пита, ни треба лиснато тесто, млади кромитчиња, црвен кромит, рузмарин, печурки, трошки, лебни, путер, морска сол, лукче и ворчестер сос. Па ајде да почнуваме. Сега почнуваме со сецкање на рузмаринот. Значи вака, ќе вадиме ливчињата. Сега го сецкаме ситно. Сега го распоредуваме убаво рузмаринот на даската. Па ставаме крупна морска сол. Да го ставиме месото, за да може да се залепат рузмаринот и солта. Почнуваме. Ја ставивме грил тавата на оган да се затопли, па ќе ставам путер, треба да го пропржиме. Го пропржуваме само месото колку да фати кора,
за да ги задржи соковите што ги има вонатре. Откако го испеков телешкото, го оставив на страна да се олади, сега ќе ја подготвам паштетата од печурки со кромит. Ајде почнуваме. Го сечкаме младиот кромит прво. Сега лукчето ќе го сечкаме. Сега ќе го сечкаме црвениот кромит. Сега ќе го сечкаме розмаринот. Кромитот ме лути. Ставаме путер и го пржиме лукчето. Сега лукот го ставаме. Го ставаме розмаринот да пушти арома заедно со лукот. Сега го додаваме црвениот кромит. Мешаме убаво да се соедини. Сега го додаваме младото кромитче. Ги додаваме печурките. Ворчестер сосот. Го истураме на даската за да го исецкаме печурките со кромитот. Сега ја додаваме врз исецканите печурки и кромитот, додаваме презла за да упие течноста. Исто така презлата и ќе упие течноста и од месото. Сега ќе го расукам лиснатото тесто за да можеме да ја ставиме паштетата од печурки и месото. Кога ќе го развлечиме тестото, сега ќе ја ставиме паштетата од печурки. Краевите треба да се намачкаат со јајце, да се залепи. Ја виткаме. Еве сега го премачкуваме со жолчка и го ставаме да се пече на 180 степени за 30 минути за сега, па ќе провериме. Во зависност од релната како е. Питата со телешко месо е готова. Вака треба да изгледа, ние дома јадиме вака, но ако сакате да биде месото попечено, ќе си го испечете повеќе минути и преубаво мириса, се надевам ќе го направите за престојните празници и уживајте. Лайк и subscribe. Ајде, чао, поздрав! Шалгија покрај Авлија душата ми разгалија. Ти си мелена рана, сонува сакам, милувам, бендисан. Ти си лек што се чека, дури до века. Уште
еден револуционер со мотика е Андреа Котески од Костинци, човек кој е спремен да патува 200 километри за да ги види своите пчели во Костинци, само и само на собствените деца, да им донесе органски произведен мед и многу други здрави плодови кои сам ги одгледува со помош на неговиот татко, токму на плодната почва во Костинци. Многу интересни информации за селото, за неговата љубов кон природата, за поврзаноста меѓу агрономијата и кулинарството, ќе ни зборува Андреа Котески, кој ќе ни открие зошто го нарекуваат градоначалник на Костинци во разговорот што следи во продолжение. Велат дека работата сака мотика, а не молитва. Во рубриката Револуционери со мотика денеска разговараме со Андреа Котески, кој секогаш потенцира дека е од Костинци, бидејќи го љуби своето село, сака да каже за своето потекло, иако е роден во Скопје, живеел таму, животот го носел на различни места, денес живее во Гостивар, но токму затоа овој разговор го насловивме на враќање кон селото. Корените влечат цврсто, љубовта кон природата, но и желбата да се создаде квалитетна органска храна и секако тоа да донесе радост за семејството и пред се за децата. Андреа Котески, добре дојде во градината на Филип. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Социјалните мрежи можеби за многу работи се лоши, ама секако дека имаат и добра страна. Да не беа тие, немаше да ја знам твојата приказна, немаше да се запознаеме. Едноставно по Инстаграм ме привлекоа многу убави фотографии од селото, од Костинци, идилични места, плодови, фотографии со твоите деца, берба на тутун, косење, ливадите кои се полни со полско цвеќе и сето тоа, пчелите, и сето тоа некако ме поттикна да видам кој е овој човек, уште еден во низата што денес размислува поинаку, не го подценува селото, напротив, размислува да развие, да догради и да направи нешто. Како прво малку за тебе кажени, ти си завршил мировни студии, денес работиш сосема нешто друго, но што беше мотивот за да се почне нешто такво во Костинци, односно да се продолжи она што е традиција во семејството? Па вака, значи најпрво имам завршено одбранбени и мировни студии во Скопје на Филозофски факултет, инаку работам во ресторан Сајгија во Гостивар, тоа е фамилиарен бизнис, значи со сопругата и нејзината фамилија. Ме поттикна за Костинци прво љубовта што чувствувам кон селото, бидејќи сум пораснат таму, изминатите 15 години редовно одам таму, пред околу 5-6 години, пред 2016, значи пред 5 години, почнав да се занимавам со пчеларство. На почетокот беше чисто како хоби, сега веќе се 20 и неколку сандаци станати. Значи идејата беше да се одржи имото што го имаме во село, да не падне, да не биде оставен на завод на времето што викаат и да се произведе органска собствена храна. Зашто сметам дека во иднина трендот ќе биде обратен, дека луѓето ќе се враќаат кон селото, цената на храната ќе оди нагоре, значи на светско ниво и треба да се има некоја, да речам, самостојност, самоодржливост. Веќе почнуваме да се соочуваме со тој проблем. Да, веќе почнуваме, годинава се гледа веќе со цените, со климатските промени, намалени приходи, зависни сме од увоз на многу продукти земјоделски, така да во иднина најверојатно ќе биде уште потешко, па ќе видиме времето што ќе покаже.
Во секој случај, токму земјоделието и производството, барем за сопствени потреби, дава една сигурност. Така е. Ти рече дека живееше во Скопје како дете, меѓутоа секое лето го поминуваше кај своите баба и дедо. Па и лето и зима. Така. Да. Зборувавме пред да влеземе во студио дека денес, за жал, многу родители нема каде да ги испратат своите деца на село, туку едноставно се приморани да бидат со нив или да ги затворат во зградите, во станови во големите градови. Што прво ти паѓа на памет врзано за твоето детство на село? И дали нешто од она што си научил тогаш, да речеме, од твоите баба и дедо, можеш да го примениш денес како мудрост, како знаење, како некое практично знаење можеби во производството, во земјоделието? Па сега, јас кога одев како дете бев многу помал, значи баба ми, дедо ми тогаш имав некои 6-7 години, така да многу не памтам, меѓутоа сега се консултирам со селаните што се таму, се уште останати да живеат, луѓе во пензија што се повлечени, така да имам многу помош од нив. Инаку што ми доаѓа на памет, ми доаѓа значи она слобода, кога се шеташ по природа, кога гледаш зеленило, кога си релаксиран, нема стрес, нема брзање, нема ништо. Така да тоа сега настојувам, имам татко сум на 2 деца, настојувам и децата да ги носам колку можам почесто. Гледам дека и тие уживаат во природата, уживаат во работата, да помагаат колку можат, нели, пошто се мали. Така да тоа е тоа. Додека тече разговорот, гледачите и ќе погледнат некои фотографии токму каде што преку фотографија се гледа таа радост кај твоите деца. И она видео што го гледавме кога го наоѓаат компирот и кога се радосни со пчелите, со плодовите што ги наоѓаат, и како тоа влијае врз нивниот развој и воспитание, освен што се радосни и сигурно. Па претпоставувам дека, мислам, тоа се подразбира дека влијае позитивно на нив, значи подобро да се во природа, да се поврза со природата, отколку да седат на таблет или на компјутер во градот. Мислам, тоа нема никогаш да им избега. Да, баш сега е време во нивниот развој, рече 3-5 години, кога е важно да се оформат и да ја запознаат животната средина. Бидејќи си на релација Гостивар-Костинци, а тоа не е близко, 100 километри да се поминат, меѓутоа корените влечат и желбата. Што сега има твојата градина во Костинци и расадникот, малку околу тоа да ми раскажеш? Може поедноставно ќе да одговорам што нема. Така. Баш сега имавме пред неколку месеци, да речем, како слободно време со татко ми, направивме една обиколка. Значи, изминативе 10-15 години имаме насадено преку 1000 дрва, од кои 500 се болкници. Значи, имаме нели тие што се да речем како нормално сливи, круши, кајси. Имам нешто експериментално посадено по еден корен, 2, имам фастак насадено, имам гоџи, бери, арони, сега овие што се да речем модерни нови што од странство. Од зеленчукот имам исто така скоро се. Имам посадено ѓумбир сега за проба да видиме како ќе биде. Инаку стандардно си има зелка, домати, краставици, пиперки, за ајвар, за везење, за феферони, сите тие работи. Колкав пластеник имаш? 120 квадрати е пластеникот. И тој ги задоволува сигурно потребите? Да, потребите за дома и дел од потребите за во ресторанот. Значи, тука е таа врска меѓу агрономијата и гастрономијата. Значи, исто сакаме во ресторанот да понудиме квалитет, вкусна домашна храна. Значи, кажав, најчесто доматите и пиперките, исто така и цвекло многу се носи и морков произведуваме за ресторанот. Костинци, колку јас што знам, не е познат, да речеме, по јаболкото, например, или по некои овошни насади. И како си сега задоволен од она што го насади таму, дали дрвијата добро се развиваат? Јаболката, значи, тоа е дело на татко ми, тој ги нарача пред 5 години негде. Што се вика уште се учам, значи годинава прв до пред
оваа година не беа никако значи третирани, ништо прскано. Годинава ги третирав со некои органски средства. Најмногу фали сега што е проблем во селото е што нема веќе стока. Тој кругот природен е прекинат, нема ѓубрење природно и значи многу фали калиум во почвата, а тој е клучен за да се задржат плодовите, за квалитетен плод. Сега исто беше проблем, го инава 2 пати падна град во Костинци после многу години, јас не памтам град да имало во селото. Тоа малце ни направи проблем. Тоа што беше прва класа јаболко се продаде, ова друго ќе правиме ракија од јаболко, експеримент ќе направиме да видиме што ќе испадне. Така да може и подобро, се надевам дека до година ќе биде подобро. Сигурно, кога се работи, сега се учиме уште. Одиш на начинот сето тоа да биде нетретирано, односно да има еколошка... Да, или минимално, значи со органски средства. Во однос на сите оние производи што ги имаш, да пред се ги задоволуваш твоите потреби, меѓутоа да го споменеме тука уште еднаш ресторанот Сајгија, кој се наоѓа во Гостивар, рековме. Дали сметаш дека едноставно гостите кои ја вкусуваат таа храна ја препознаваат разликата во она што е донесено од нивата и што е еколошки? Најчесто, нели, пошто ние сме нација како што обожава домати и пиперки, и секој сака да проба вкусен домат, значи не е увезениот што го викаме ние пластичен, значи тука има сигурно се препознава тоа. Така да ни нас исто така произведуваме во ресторанот и Зимница, почнавме веќе 2 година, ајвар и пинџур. Значи и тука игра улога, вкусот си е сосема различен. Има ли интерес за... Па има, поготово сега со нели новите закони, не сме во урбани средини да се подготвува, има интерес. Така. Јас предлагам, доколку технички сме подготвени, да слушнеме малку музика и потоа ќе се навратиме во вториот дел на разговорот со Андреја Котевски, да проговориме за сегашниот тренд на навраќање на младите кон селото, контактите кои ги има со такви млади и што препорачува и што мисли во однос на тој тренд кој не е само мода, туку станува и потреба. Ја слушаме Каролина Гочева и се враќаме потоа во студиото. Mladi bagremi neki ideja, na njih mirisan den, danes ti me viknati podobikna, da ti dojdam jas, da dojdam mile moje jas, srednog naprak. Mlada, jasna ko mesečina, srce zaigra po tebe nežno, togaš ti od gradive mi go ukrade. Už tebe krepko devojče,
разговараме со Андреја Котески од Костинци и во вториот дел од нашиот разговор ќе зборуваме за навраќањето на младите, нешто што сега е актуелно и се случува, и се поголемиот интерес за производство на храна, за спознавање на вистинските вредности. Меѓутоа, пред тоа малку да позборуваме за Костинци како село. Имаме многу убави села во нашата држава, но за жал многу од нив се иселени, празни, земјата не се обработува, имаме малку сточен фонд, малку обработени површини. Дали имаме шанси тоа да го промениме и да го подобриме, затоа што селото без градот не може, а градот без селото уште повеќе. Тоа никако. Ајде малку, Андреја, за Костинци да не запознаеш еве и мене и гледачите и слушателите на градината на Филип. Вака, значи Костинци е како и секое село, жилаво се уште се држи, значи да не изумре целосно. Има некои 50 на жители сега се уште актуелни. За разлика од порано, значи 50-тите и 60-тите биле златни времења. Селото било и општина, седиште на општината до 50 или 55 година, не знам точно сега. Во селото има, значи, амбуланта, која сега е затворена, се користи за учење на тие неколку 7-8 деца што се од околните села. Има основно училиште на 2 спрата, кое веќе е пред распаѓање, значи кровот е попуштен, не е функционално. Старата општинска зграда е се уште тука, исто така распадната. Во селото има и кино или дом на култура што го викаат. Кровот е паднат повеќе од 10 години. Инаку интересно е што село датира многу одамна. Прв пат се спомнува 1335 година во некои документи од цар Душан, кој го приложил на манастирот Трескавец, значи да биде. Значи потенцијал има во селото, порано било многу подобро, сега веќе без луѓе тоа малце потешко оди. Има ли млади од тие 55 жители? Па има, меѓутоа, како и сите што се по другите села, и тие иднината гледаат надвор, по градот. А што недостасува? Што е причина да се иселат? Дали инфраструктурата, водата? Па не знам, ете сега, има некои проблеми со водата, да, меѓутоа, што знам, тоа е затворен круг. Сите одат во град, а вамо викаат да има повеќе луѓе во селово, ќе биде подобро за седење, ќе има повеќе услови амбулантата да работи, ќе биде подобро амбуланта да не може да работи, додека сите одат во град. И тоа цело време се вртиме во круг. И не знам, можеби во иднина ќе се смени тоа нешто радикално, еве со оваа светскава пандемија, со како ќе бидат трендовите понатаму, ќе видиме. Костинци се наоѓа под општина Долнени, да. А вода од каде користи? Со што се снабдува? снабдува? Се користи од студенчица што го викаат. Исто, Значи така. само малце проблем со летно време со притисокот, пошто е некој четврто село поред и не може да постигне тоа. Е еден апел до надлежните да го слушаат, да се реагира, да се среди тој проблем. Пошто има луѓе работат, им треба, значи има фарма за крави и има, не знам, некои стотина овци, тоа е тоа од сточен фонд што спомна ти. А зошто, од каде тој епитет го доби дека си градоначалник на Костинци? Јас така прочитав. Да, тоа е така е наша зафрканција тамо, значи пошто им помогав многу на селаните, исто ова со порано што било општина, зафрканцијата почна дека ќе ја правиме пак општина Костинци да биде. И тоа беше тоа, и сега ми остана. Има некојаш и се случува да сватат луѓето сериозно. Па има расправи, градоначалникот, ама нема градоначалник тамо. Како јас се знам со градоначалникот тамо? Еве и јас се знам со градоначалникот на Костинци. Дај Боже да се случи и дај Боже да зајакне селото, да има повеќе жители и да биде сето тоа подобро. Зборувавме за она дека од една страна жители кои со години живеат таму решаваат спасот да го најдат надвор од селото, а од друга страна не само кај нас, туку и во светот многу луѓе се враќаат токму во селата.
Што мислиш околу ова? Контактираш ли со такви луѓе? Па контактирам, значи тоа е она што вика праше паталец не гаталец. Значи тој што живеел во градот, ги знае проблемите во градот. Го знае стресот, го знае целото тоа трчање, немање време, не знам да излезеш со кола на обично купување нешто, шопинг што викаат, па гужви, па нема кај да паркираш, па нервози, па значи тоа е стресот таму. А вамо па во селото, пошто сум бил сега и таму, па во селото па ги разбирам. Значи последние години не е профитабилно земјоделството, има проблем со пазарите, цело време гледаме се бунат овој, се буни оној. Многу роба се увезува, сите тие проблеми. И сега едниве го бараат спасот надвор, другите во селото внатре. И резултат? Резултат ќе видиме, ќе покаже тоа времето. Значи, А кога ќе се стави на вага, придобивките од градот и од селото, твојот заклучок кој е? Подобро е да сме в село или в град? па подобро е да сме во село нормално, меѓутоа сега во овие услови тоа е утопија. Значи јас зборувам за секое село да има барем по 500 жители, да си функционираат сите тие, да не да биде сега во Костинци некој заболи завод, тој треба да дојде во Прилеп, да оди пола сат да патува и пола сат назад за еден обичен зап. Значи да биде се тоа одржливо, ама тука не знам, треба некоја стратегија да се направи. Сега за сега се е тоа спонтано, се е тоа така. Или доволно да се задлабочи, па може би спасот за завод во природата ќе го најде? Добро, тоа да. Или лекот? Јас, например, си имам прополис од пчелите, вадам прополис. И ако би бил во Костинци, не мораш да одиш до Да. Гостивар или до Прилеп за завод. Меѓутоа, какви се искуствата на луѓе што ги знаеш, што веќе те решиле да живеат во село, во рурална средина, што велат тие? Па сега, значи, за да се решиш на тој чекор, прво треба да имаш многу голема желба и волја, како што јас имам желбата да патувам по 200 километри, да чувам пчелиите и сите тие други работи во Костинци. Значи, јас не памтам некој што се вратил, почнал да се пожали. Значи, сите си се луѓето го нашле мирот, сега убаво нормално и профит да се направи од тоа, да може да се одржуваш, да бидеш самоодржлив. Ќе ги земам за пример и ќе ги поздравам браќата од Зрзе, Михаел и Кристијан, беа гости, мислам Кристијан, пред неколку епизоди. Фарма Зрзе ги Да, поздравуваме Фарма и ние. Зрзе. Баш ми е мило што дојдоа луѓе што се паметни, што имаат визија, тука, значи, Зрзе е соседно село на Костинци, со нив разменуваме искуства, си помагаме, се поддржуваме и се надевам дека и ќе се зголеми бројот, па можеби некојаш и задруга ќе се оформи некоја. Дај Боже. Дај Боже да биде така. Ние разговаравме претходно со тебе дека многумина пробуваат, но не секој ќе успее натаму тоа да го задржи, бидејќи животот во природата, со природата, во селото си има едноставно бара психофизичка поголема подготвеност. Бара откажување на дел од градските навики, значи таа селекција ќе се направи само природна селекција, значи. Мислам дека погрешно е да се постапи, да се сака градот да се донесе во селото, затоа што некои навики навистина треба Треба да се ги- остават да во се градот, остават. точно така. Освен пчели, имаш и кокошки. Па да. Дали нешто размислуваш друго да прошириш, да речеме од живина или сточен фонд? Па, значи кокошки имаме за сопствени потреби исто. А за проширување сега за сега не би размислувал, имам желба, ама додека не сум постојано, значи не можам да се нафадам зашто живината стока да си бара секојдневен ангажман. Значи пчелите можам еднаш неделно ќе појдам, ти ги прегледам, меѓутоа друго се би било Зборував, врска. рековме дека токму малиот сточен фонд е причина што тој природен круг да. е загрозен. Нема значи. доволно минерали, значи во почвата сето. Мислам, еве гледаме и со приносот на мед последниве години е паднат. Ако читаме дека треба некој просек да биде 20 кг по кошница, ние имаме околу 7 до 10, еве нека е. И кога ќе ги прашаме по старите, 7 до 10 килограми Да, по по кошница, кошница. така?
Ќе ги прашаме по старите, тие кажуваат, значи вика порано имаше стока, сите ќе ги пуштат кравите по ливадите, па сето тоа се наѓубрува, па тие ќе испасат, па нова трева ќе никне, нова паша. Исто така, нели имало и повеќе врнежи, сега гледаме дека има многу сушни периоди, 2 месеци, 3 месеци без да капне дожд. Капка, да. Да, така да ќе биде во иднина предизвик сето тоа, ама јас мислам дека ако се вратиме на тие органски и природни навики, значи со органски средства да се служиме, дека ќе постигнеме некој баланс. Во моето предпоследно прашање се однесува на пчеларството, бидејќи на тоа си поконкретно посветен. Во наредната наша емисија ќе зборуваме за македонската пчела, Apis mellifera macedonica. Дали си запознат со неа, дали можеби тој вид го одгледуваш или одгледуваш некој? Да, сум запознат со Сдруженијето МакБи. Така. Значи сум бил и на некои од нивните предавања. Значи конкретно таа раса на пчела, значи автохтоната раса ја чувам и јас исто така. Сега има некој тренд, тие затоа ја потикнуваат оваа кампања, се увезуваат некои странски раси што повеќе јајца несела, не знам, матицата, повеќе мед носеле. Мене ми се тоа вештачки. Мислам дека не може тоа да обстане, пошто автохтоно е навикнато. На нашите Еве јас гледам по јаболката, например, имаме автохтони некои старите сорти, ѓулабија, колачара, што веќе не ги ни знаат. Мене татко ми да не ми ги кажеше, немаше да ги знам. Лепоцветка, може Да, би. не знам дали имаме во Костинци тоа. Меѓутоа сакам да кажам, тие не се ништо третирани, а се многу потпорни на болести и поголем род даваат отколку овие комерцијални што не се увезени. Па веќе ние станаме полигон, увезуваме Се и се што. разни сорти крави што даваат повеќе млеко за разлика од бушата. Не знам, кози алпинки, не знам, вакви сорти, такви сорти. А ја имаме балканската Да, коза, и ја имаме автохтони се сорти. тој баланс се нарушува и мора значи да се вратиме малце насад. Од една страна поттикнати од тешките услови, од нестабилноста на работните места, од затворените канцеларии и 8-часовните работни места, а од друга страна од ваквите приказни како твојата и слични, луѓето се инспирираат да направат чекор, да отидат надвор. За крај, што ти би им препорачал на младите луѓе, некои од нив веќе со семејства како ти, некои можеби самостојно функционираат се уште, што би им препорачал кога би одлучиле да направат таков чекор? Па, значи би им препорачал да не се двоумат. Значи ако не се сигурни во изборот, нека почнат прво со ситни чекори. Да изгубат не можат, значи треба да се поврземе сите со природата, да се ослободиме малце од стресот, да се едуцираат исто така, да читаат повеќе литература за да направат добар план и да се почнат со сопствено производство на органска храна. Јас ти благодарам многу, се надевам упативме убава порака. Почитувани гледачи и слушатели, се надевам дека градината на Филип во скоро време ќе го посети Зрзе, но ќе го посети Костинци и градината на Андреја Котески, на лице место да видиме што се случува таму, да ги видиме и пчелите, а не е лошо ни да се отиде до гостивар и да се проба некој специјалитет во ресторанот Сајгија. Од разговорот и од новото познанство со Андреја Котески научив дека Сајгија зборот значи чест и благодарам што ни направи Сајгија и дојде во нашата емисија Градината на Филип. Ви благодарам и на вас на поканата и на издвоеното време. Почитувани гледачи, продолжуваме со следните рубрики во 8-то издание на Градината на Филип.
за сарделите во градината има само љубов, затоа што септември е време кога треба да се размислува сарделите да се приберат на топло, бидејќи станува збор за цветен вид кој не ги поднесува ниските температури кои доаѓаат во есенскиот и зимскиот период. Пред да ви зборувам накусо за сарделите, да се заблагодарам за сите што денес не слушаа и гледаа и особено за големата интеракција, коментарите, споделувањата. Поздрав и до Зени Даути кој емисијата еве ја сподели и во групата Macedonian Agriculture. И до сите оние што нели постојано ни пишуваат, не поддржуваат и не слушаат со внимание. Зборуваме за сарделата и да кажеме дека веќе почнуваат ниските температури во септември и време е љубителите на цвеќето да се погрижат за сарделите, една од најчестите видови цвеќиња кои се одгледува во дворовите на овие простори и сарделите да ги подготват за зимскиот период. Тие се многу лесни за одржување како цветен вид и издржливи, меѓутоа нивниот цвет, знаете, цвета од пролет до доцна есен и ги краси дворовите и домовите, секако и балконите и терасите. Меѓутоа на секое цвеќе му треба одмор, па така и на сарделата, и затоа на есен почнуваат подготовките за успешно да презимат и да соберат едноставно енергија како растенија за следното лето да бидат да не наградат со убави цветови. Треба кај нас се случува да се внесат во ходниците или други простории и некаде многу често се случува тие да пропаднат, односно да бидат уништени во текот на зимата. Кога температурите ќе се спуштат на 10 до 15 степени, сарделите влегуваат во фаза на мирување. Можат да преживеат долго, но во таа фаза нема цветење. Многумина не знаат дека сарделите не престануваат да растат само кога температурата е ниска, туку и кога температурата е многу висока, односно надминува 30 степени. Ако есента е топла, сарделите еве се уште цветаат, но затоа што ноќите се пријатни, меѓутоа без разлика на температурите, деветиот месец од годината, односно септември, е одличен момент за адаптација на новата средина на сарделите и подготовки за зимата. На крајот на септември е време да се отстранат сите цветови од сарделата, не само свенатите, туку и свежите, затоа што треба да ја одмориме едноставно сарделата и така да заштедиме енергија после нејзиното трошење на енергијата во текот на летото. Поголемиот број на листови отпаѓа во текот на зимата и најдобро е да ги отстраниме рачно, но не да ги сечеме. Во тој случај ќе останат само тенките гранки. На почетокот на ноември треба пред првите мразови, сарделите треба да се скратат на околу 20 см и тогаш се отстрануваат овенатите и оштетените листови. Кога билката ќе се исчисти, сарделата треба да се остави во просторија во која температурата е од 8 до 10 степени. Наша задача е да избереме просторија, магацин, сутеренски простор, остава или пластеник кој не се користи во текот на зимата. Треба да се внимава и на дозирањето на вода и на прихранувањето и да не дозволиме билката, односно растението да ослаби. Пред новата сезона напролет повторно следи орезување, односно кроење на сарделата. Ете, тоа се накратко куси информации. За завршување на оваа емисија, градината на Филип ве води во Битола. Се надевам веќе го гледаме видеото или ќе можеме наскоро да го видиме. Минатиот викенд Slow Food Битола
организираше многу интересен настан, пазар на фармери, пазар на производители, каде што беа представени производите на производители од овој регион. Имав среќа да го посетам, да ви кажам дека имаше прекрасна организација, дел од атмосферата ќе погледнете на видеото кое ќе биде прикажано и ќе видите дека станува збор за производи кои се произведени на органски начин, меѓутоа, освен што се произведени со љубов, тие со љубов и се нудат на купувачите, па така имавме лешници, капини, органски мед, вино, крафт пиво кое сега е многу модерно, нели? Домашно произведено пиво, превкусно сирење, джемови, мармалади, домашна ракија, сапуни изработени од на еден поинаков, на еден неконвенционален начин, а многу здрави. И имаше убава музика, имаше диџеј, многу купувачи, денот беше сончев, така што поминавме прекрасно. Со ова видео панорамски ве носиме во Битола и полека го завршуваме 8-то издание на Градината на Филип. Градинарски поздрав и се гледаме наредната среда. Зборуваме за многу интересна тема, а тоа е македонската пчела и навистина се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Поздрав! Бегај, бегај, лудо младо од мене. Јас сум пусто, срце тажно, што само вене. Бегај, бегај, кај што сонцето грее. Бидете наши пријатели. Бела радио. Моето сонце, зајде душа ми изгоре. Ај, нема лек. Ај за мене. Не знам како